Сообраќајниот метеж е голем проблем во Тетово, но веќе се навикнавме. Ова го велат тетовци додека се движат по градските улици за да ги завршат секојдневните обврски. Велат не помага ниту зонското паркирање, автомобилите се насекаде. Да, е проблем. Еве сега ќе дојдат и странците за новогодишните празници. Мислите ли дека дополнително ќе се влоши состојбата? Да, дополнително ќе се влоши. Да. Што треба надлежните да превземат според вас? Не знам. Еве има зонско паркирање, доволно или не е доволно? Не е доволно тоа, не е доволно. Луѓе се казнуваат многу, тоа е. Прилично голем. И за паркирање и као загадување сите треба е. Прилично. Барем за нашиот град така. Еве има и зонско паркирање, мислите дека помага? Па што ќе помага паркирањето зонско е за тие што се паркираат, нема место кај се паркира, па зонското одговара во ред е. Нешто друго што. Сега за новогодишните празници и странците ќе дојдат Дополнително. Да кажам, више сме навикнали на таа гужва, на некој начин така. Према улиците е јако густ. Сметате дека зонското паркирање помага на некој начин? Помага, ама за поштувањето ми е чудно нешто. Дека се поштува. Ја у село живеем, ама у гостител сум бил, тето го познавам кај имало 250 куќи. Еве сега за празниците кога и странците ќе дојдат, мислите ли дека ќе настане дополнителен проблем? Не. Проблеми не би требало да има, ама треба негде, како да ви објасним, многу е густо населено, моментално, раздалина горема, речемо, ја кај стадион го оставам колата. Кај идем од село. Иначе, што да ви кажем, деца, секаде градови исти. Во поширокиот Полошки регион наскоро се очекува да пристигнат и печалбарите, кои престојните празници ги поминуваат во нивните родни места. Со тоа уште повеќе ќе се зголеми фреквенцијата на возилата. Од секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите целосно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да ја прилагодат брзината според условите на патот, погрешно да не ги паркираат возилата, да не седнуваат зад волан под дејство на алкохол, изморени и без претходно да ја проверат техничката исправност, но и да не ги користат возилата ако тоа не им е навистина неопходно. Ова подеднакво се однесува и на домашните возачи и на дојденците да бидат особено внимателни за да не дојде до несакани последици.